Почитуван председател на владата, господин Зоран Заев, почитуван министер за земјоделие, господин Љупчо Николовски, почитуван градоначалник, пратеници, почитувани чинители на проектот. Јас нема многу да должам, ќе кажам неколку основни елементарни факти, а тоа е дека современо земјоделие не може да се случува без контролирано наводнување, поготово во периодот кога имаме климатски промени, кога временските прилики стануваат се по-нејасни во иднина, така да контролираното наводнување и како е важно за квалитетно земјоделие. Мислам дека со овој проект допринесуваме да едно од најбогатите региони во нашата држава за земјоделие и земјоделски производи добие квалитетно наводнување и добие предвидливост во производството на земјоделските производи. Проектот е 24,3 милиони евра, значи скоро 25 милиони евра, од кои еден дел 70% е кредит од KfW банката, значи германската развојна банка во соработката со Министерството за финансии на Германија. Еден дел е од буџетот на Република Северна Македонија, тие средства се веќе издвоени, значи никаква пречка нема за имплементација на проектот. Ќе се зафаќа вода во Удово, значи од река Вардар, понатаму со главен цевковод од 8,9 километри ќе се носи до препугни станици и ќе има некаква дистрибутивна мрежа од 85 километри. Таа дистрибутивна мрежа за наводнување од 85 километри практично гарантира дека ќе бидат покриени над 2000 хектари обработлива површина. Сето тоа гарантира дека во иднина сите луѓе и граѓани на Република Северна Македонија кои што планираат да се занимаваат со земјоделие, а ние се обидуваме да ги охрабриме да бидат во поголем број, дека ќе имаат еден систем кој што ќе им гарантира дека навремено ќе можат да добијат вода која што е суштински важна за сите земјоделски производи, а посебно за раноградинарските култури кои што се исклучително запазени во овој регион каде што овој цевковод, односно овој систем за наводнување ќе биде инсталиран. Времето на инсталација треба да биде 21 месец. Се надеваме дека ќе биде и побрзо, бидејќи и сите предуслови за тоа се создадени. На потписниците на договорот им посакувам успешна реализација и имплементација на овој проект. Ние како влада секогаш ќе ги поддржуваме оваквите проекти кои што се однесуваат за осовременување на земјоделието. Покрај системите за наводнување, ќе треба да во иднина водиме повеќе грижа и затоа веќе во Министерството за земјоделие има планови и програми и за откуп на земјоделските производи и за создавање на капацитети за преработка на индустријска на земјоделските производи, односно да создадеме процесна индустрија во делот на земјоделието, како не би продавале само производи свежи, кои што у принцип имаат и ниска цена, ние ги имаме во изобилие, тогаш кога имаат најниска цена, за да добиеме поголем бенефит од нив, треба да се посветиме и на индустриализација практично на земјоделието, односно на стварање на капацитети кои што ќе ги преработуваат земјоделските производи и со тоа ќе прават дополнителна додадена вредност, а и нормално ќе го продолжуваат рокот на истите тие производи. Мислам дека Министерството за земјоделие има амбициозен план во тој дел. Тој план ќе биде имплементиран во следниот период и мислам дека ќе биде на бенефит на сите кои што се занимаваат со земјоделие во овој регион, како и во сите останати региони во државата. Значи, посакувам успешна имплементација, а се надевам дека ќе можеме да дојдеме многу скоро во предвидениот рок и овој систем да го видиме во функција. На сите им честитам и се надевам дека ќе биде имплементиран онака како што се очекува и се планира.